Добродојдовте на Сигнал МК. Го гледате најновото интервју во кратки црти. Во ова интервју разговараме за македонскиот здравствен систем и за предизвиците со кои се соочуваат младите медицински кадри во нашата држава. На оваа тема со доктор Синеша Стојановски, доктор по нуклеарна медицина и кандидат за пратеник во првата изборна единица. Синеша, ви благодарам што ја прифативте поканата за ова интервју. Ви благодарам што ме поканивте и ми представува чест и задоволство да бидам дел од вашата емисија. За почеток, вие како лекар, кажете ми, што ве мотивираше да почнете да се занимавате со политика? Кои се вашите цели на ова поле? Видете, во животот на секој човек доаѓа еден момент кога треба да одлучи дали целиот свој потенцијал, како интелектуален, така и професионален, ќе го вклопи во унапредување на политиките, меѓутоа и во издигнување на квалитетот на професијата кон која што припаѓа. Начинот на кој што тоа може да се реализира е преку директно вклучување во политичките активности, бидејќи никој подобро од оној кој што е професионалец во своето поле не ги познава проблемите со кои што се соочуваме секојдневно и исто така никој подобро од оној кој што е професионалец во своето поле не може да ги знае решенијата и начините како да се дојде до подобрување и на квалитетот на здравствените услуги и на издигнување на квалитетот на здравствениот систем воопшто. Вие како кандидат за пратеник на ВМРО ДПМН, кажете ми, кои се партиските заложби за идеи за подобрување на здравството во нашата држава, а кои се вашите лични индивидуални заложби на истата тема? Здравствениот систем во Република Македонија веќе подолго време има потреба од сериозни реформи. Она што првенствено треба да се направи е да се донесе национална здравствена стратегија. Националната здравствена стратегија и националниот координатор за спроведување на таа национална здравствена стратегија дефинитивно ќе треба да направат една добра процена на теренот што му недостасува на здравствениот систем, како од аспект на кадровска екипираност, така и од аспект на инфраструктура и од аспект на опремување со адекватна опрема. Сите тие сегменти генерално треба да доведат до една јасна слика како и на кој начин здравствениот систем можеме да го поставиме на здравствена основа и како да влијаеме квалитетот на здравствената услуга која што ќе ја носи тој здравствен систем да биде и достапна за граѓаните на Република Македонија, меѓутоа да биде и во тек со модерните европски и светски трендови. Сето тоа е навистина една макотрпна работа, која што ќе бара еден добар скрининг на теренот, една добра покриеност на сите региони и освен донесувањето на националната здравствена стратегија, она за што се залага ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија во програмата и програмските определби кои што се однесуваат на секторот здравство, генерално подразбира овозможување на сите граѓани на Република на Македонија еднаква достапност и на квалитетот на услугите кои што ги нуди здравствениот систем, меѓутоа и адекватен тајминг. Зошто? Затоа што до сега начинот на кој што функционираше здравствениот систем е со еден клинички центар кој што беше позициониран во Скопје и останатите региони, да бидеме искрени, нема ниту пристап во однос и на тајминг и во однос на квалитет на здравствена услуга како што го имаа граѓаните на Скопје. Ако треба во секој регион да го имаме рамномерно развиено здравствениот систем, тогаш ќе му овозможиме на секој граѓанин на Република Македонија еднаков пристап до услугите кои што ќе ги нуди здравствениот систем. Решение за таквиот проблем се 2 клинички центри или сметате дека стариот не би требало да постои? Ќе ви кажам искрено на кој начин ја концепиравме нашата програма. Треба во секој регион кон кој што гравитираат граѓаните на Република Македонија да има здравствена институција која што ќе нуди здравствени услуги кои што ќе бидат по квалитет и по ниво на здравствена услуга еднакви како што ги нуди клиничкиот центар во Скопје. И затоа во програмата предвидовме 4 такви здравствени институции кои што практично рамномерно ќе ги покријат сите региони и ќе овозможат на граѓаните на Република Македонија од оние региони кои што не гравитираат кон Скопскиот регион да го имаат и временски, меѓутоа и по квалитет на здравствена услуга, истиот статус како што го имаат и граѓаните на Скопскиот регион. Докторе,
изминатите години бевме сведоци на тоа, тоест на искажано незадоволство од специјализантите во нашата држава. Кажете ми, со какви предизвици се соочуваат специјализантите кај нас и како може да се решат проблемите со кои се соочуваат? Навистина беа во незавидна состојба младите колеги, затоа што кога немате јасно дефинирана национална здравствена стратегија, тогаш не може да имаме ни јасна представа каков профил на кадар ни треба, кој тип на специјализации треба да бидат достапни и она што се одразува на терен реално е дефицит на одредени специјалности, а хиперпродукција на други специјалности. Кога се наоѓате во една таква состојба, имате ситуација каде што оние специјализации кои што се дефицитарни не можат да одговорат на потребите на здравствениот систем бидејќи немаме доволно адекватно обучен кадар. Од друга страна, одредени други специјалности хиперпродуцираат кадри за кои што реално здравствениот систем во моментот нема потреба да ги има во толкав квантум. И што се случува? Да појасниме за гледачите, кажете ми, кои сметате дека се дефицитарни, а кои сметате дека се произведени? Плюс Актуелнава состојба јасно ни стави до знаење дека во Република Македонија дефинитивно имаме дефицит од епидемиолози, имаме дефицит од специјалисти инфектолози, интензивисти, односно специјалисти по ургентна медицина и оние кои што се анестезиолози, меѓутоа обучени за интензивно лекување, односно така наречено intensive care unit. Сето тоа остави јасна слика дека без планско предвидување и на кадрите кои што треба да се дел од здравствениот систем, меѓутоа и на целата онаа национална здравствена стратегија, тешко дека ќе можеме да се справуваме со слични состојби како сегашната, бидејќи вие мора да имате екипираност на сите нивоа. Мора да имате адекватна покриеност во сите региони. И тоа не се однесува само на терцијарната здравствена заштита. Најпрво треба да имате покриеност од примарната здравствена заштита, од матични лекари, матични стоматолози, исто така и достапност на лекови до сите региони. Имаме региони каде што оваа покриеност на вистина е загрижувачка. И сето тоа треба да биде дел и план од таа национална стратегија која што ќе овозможи на вистина издигнување на индексот на јавното здравје на граѓаните во Република Македонија. Треба да сме свесни дека и пристапните преговори подразбираат поглавје кое што се однесува на сегментот здравство. И тука се јасно дефинирани европските стандарди и критериуми кои што мора да ги исполниме за да можеме тоа поглавје успешно да го затвориме. Какви реформи бара Европската унија од нас во здравството? Бара многу сериозни реформи. Како во однос на кадровската екипираност, така и во однос на инфраструктурната поставеност, така и во однос на опремувањето. Бидејќи не можете да ги следите модерните европски и светски трендови во медицината без да имате адекватно поставување на сите овие три столба. Без кадар, вие може да имате такви инфраструктурни објекти кои што може би се по квалитет идентични на оние во Европа, но да немате кој да работи во нив. Исто така, може да имате инфраструктура и кадар, но ако немате адекватна и модерна опрема, тогаш нема да можеме да ја следиме ниту диагностиката, ниту тераписките процедури кои што се некој европски и светски стандард. И на крајот, континуираната медицинска едукација, како трансферот на знаење од постарите и поискусни колеги на помладите овде кај нас, така и континуирана медицинска едукација надвор за усвојување на нови методи според модерните европски и светски трендови, кои што ќе бидат повторно назад вратени и инкорпорирани за унапредување на нивото и квалитетот на услуга на здравствениот систем во Република Македонија. Да се вратиме кај младите медицински кадри. Знаеме дека се повеќе и повеќе се оцелуваат и нели државата го губи својот медицински персонал. Дополнителен проблем е со тоа што со нивното заминување државата ги губи парите кои ги инвестирала во нивното знаење. Кажете ми, постои ли решение за ваквиот проблем? Може ли да државата да се справи со ваквиот феномен? Решението треба да биде прилично сериозно елаборирано и да биде системско. Треба да започне уште од медицинскиот факултет, односно од едукацијата на идните медицински кадри. Студентите по медицина имаат само 6 годишна едукација, што многу ги разликува од оние студенти кои што не се на медицинскиот факултет.
Дополнително, освен теоретската подготовка, треба многу повеќе да се работи на стекнување на практични вештини и трансфер на знаење. Штом еден студент по медицина ќе дипломира на медицинскиот факултет, тој е веќе млад лекар кој што треба да го најде своето место во здравствениот систем на Република Македонија. Од самиот старт треба да ги интегрираме колегите, односно да сакаат да бидат дел од еден функционален здравствен систем и не само функционален здравствен систем, туку и систем на општествено уредување каде што како идни лекари ќе веруваат во функционалноста на институциите на системот. Треба да се овозможи пристап до нивна континуирана едукација. Исто така, треба да се овозможи пристап и кон специализации, но истите тие да бидат и платени за време на обавувањето на својот специјалистички стаж, да им бидат платени дежурствата, што значи да имаат и адекватна финансиска надокнада. Зашто што верувајте, 6 години студии, понатаму, дополнително, уште 5-6 години специализација, тоа е предолга едукација, за да ние после еден таков готов кадар дозволиме своето знаење и потенцијал да го вложи во здравствениот систем и унапредување на квалитетот на здравствениот систем на друга држава. Треба да најдеме модус како сите тие млади лекари кои што ќе бидат иднината на македонското здравство да го вложат својот потенцијал овде, дополнително да се едуцираат, за да можат да се вратат и да го подигнуваат квалитетот на здравието на граѓаните на Република Македонија, квалитетот на здравствените услуги кои што ќе ги нуди тој здравствен систем. И исто така, треба да се инвестира во наука, затоа што на полето на медицината, она што било денес актуелно и дефинитивно, веќе утре се менува. Сведоци сме и на начинот на кој што практично постојано тече таа нова медицинска мисла и се откриваат нови и нови работи со кои што во континуитет треба да сме во тек. Што значи процесот на едукација и усвојување на нови знаења не смее да застане само со завршување на медицинскиот факултет или со завршување на специјализацијата. Она што било актуелно пред 5 години, денеска е веќе сосема поинаква медицинска научна мисла. И инвестирањето, како во науката, така и во профилирањето на наставниот и научниот кадар, дополнително ќе го подигне и нивото на едукација, меѓутоа и нивото на квалитетот на идните лекари кои што ќе бидат иднината на здравствениот систем во Република Македонија. Синеша, јас ви благодарам за одвоеното време за ова интервју. Благодарам на поканата уште еднаш и се надевам дека она што го имаме замислено навистина ќе успее да допре и до идните медицински кадри и до актуелните и ќе го подигне квалитетот на нивото на услуга што ќе го нуди здравствениот систем во Република Македонија. За повеќе вакви интервјуа и за да го поддржите нашиот младински медиумски проект, претплатете се на нашиот YouTube канал и секако читајте Сигнал МК.